на брзинка да спомнеме некои луѓе кои што биле гости додека беше таму менаџер. Еве на пример принцот Чарлс. Што се сеќаваш од неговото гостување? Се сеќавам на една изузетно скромна личност. Во главно се сеќавам на најголемите и најзначајни светски фаци кои што дојдеа тука и од политичкиот и од јавниот живот на светот, ги красеше една одлика, тоа е скромност. Кај нив е заедничка карактеристика дека не сакале да ги одвојуваш од гостите, дека не сакале посебно ваков апартман, таков апартман, дека не барале посебна перница, дека не барале посебни услови. Ако можам да се сетам на еден случај дека председателот тогашен на Полска, на Полска побара црвена, сок од црвена, тоа како се вика, цитрон. Јагоди, калинки, што? Цитрон. Црвен Нели има цитрон. жолти црвен. Он сака црвен. Он сака од црвен да му се направи. Вашневски се викаше. Тоа е едно од ретките бара, поминале сите. Па Берлускони, например, немаше барање, ето и тој голем. Немаше барање, даваше часовници на музиката. Опа! Подароци, ја? Ќе ги остави политичарите, ќе си оди со музиката, ќе се седне, ќе им дај по еден поклон и така натаму. Значи некаде низ Македонија има музичари со саати од Берлускони. Многу ми личеше на мене. А физички или како? Не, за по кафаните така. А, така? Да, и јас кај музиката одам стално. И ти даваше часовници? Не дам часовници, земам јас часовници. Берлускони ги дава, ти ги земаш. Дај тоа малку. Кога ќе одат и јас после тоа поминувам и земам. А Колин Пауел во тоа време беше исклучително висока позиција, државен секретар на Америка, на Соединените американски држави. Ете, некои сеќавања од негово гостување во Палас? Што сум извела, што не го знаете јавноста, со помош нормално на логистиката на Стейт департментот и на американската амбасада, ние имавме налог да изведиме да он во тие, тоа беше блиц посета во регионов, кога се решава најкрупните прашања. Так. Значи, да он не осети дека го напуштил својот кабинет во Вашингтон. Значи да си работи по америчко време? По америчко време и во хотелот Александар Палас, во тој што ние го нарекувавме најголемиот апартман кралскиот, се направи исти кабинет како во Белата куќа. И он после вечера се качи горе, секретарката беше тука. Он си има вечера доручек по америчко време. По америчко време и си оди преку океанот лета и спија во авионот и кога се пробудува таму си продолжува на работа. Значи интернет врски во тоа време се тоа се овозможи? Све се овозможи. А еднаш беше и Девид Бекам и интересна приказна е врзана со негово гостување, бидејќи во време во кога Бекам е тука со репрезентација, има свадба во хотелот, така? Да. Има 4 свадби. 4 свадби? 4 свадби. И Бекам е тука. И Бекам е тука и сака да оди таму. А? Што се случува во тоа време? Имаше некоја незгода нешто предизвик за вас како тим од хотелот, поврзано со свадби и Бекам? Па сега кога таква личност изрази желба, ти мораш да му доволиш нешто, а тоа се судира со протоколите и така натаму и успешно сме ги менаџирали тие ситуации. Такви имало многу ситуации, јас педантно ги опишав заедно со Горан Михајловски во една книга Приказки со 5 звезди, во кој што 20 на такви личности видни напишавме по едно видување наше за тоа, ми помогна Горан и мислам дека стварно беше тоа интересно. Добро, едно интересно нешто од таму што пишува е поврзано со Бекам е дека во тоа време Бекам каде што нели спие, на истиот тој спрат одат невестава да ја бараат и нели стандардното она тропање врата, па не отвараме едно друго и дошле обезбедувањето да викаат што прават овие улавиве. Да. Така. Па требало да сте им објаснувале дека тоа е адет тука, дека така дека треба да останат. Да.